По околу 2 месеци откако влезе во сила одлуката за измена на режимот на сообраќајот на неколку централни улици во Кочани, мислењата во јавноста остануваат поделени. Фреквенцијата на возила постојано е голема и став на дел од граѓаните е дека со воведувањето на еднонасочен сообраќај по улиците ВМРО и кеј на револуцијата не се постигнал очекуваниот ефект за растоварување на метежот. Напротив, забележливо е дека сега возилата чекаат подолго пред да се вклучат или да го продолжат правецот на движење на крстосниците. Според дел од граѓаните, поранешниот режим на сообраќај пред воведување на измените бил подобар и се избегнувало чекањето, особено за возилата што доаѓаат од правец на Штип, а што треба да го продолжат движењето кон плоштадот. Вината за метежот се гледа и во паркираните возила по тротоарите. Преоптеретење сообраќајот, разбираш и соршителите со сетото, а сите овие објекти тука што се били, сите има гараж, пренаменија ги за дукани, за да земат кирија, а колите се оставени на тротоарите, да не можат патниците и децата дека да поминат. Негде е добро, ама негде па не е ни добро. Зависи како сообраќајот како се одвива. Не е добро, како добро. За некој лошо, за некој добро. За потешкотиите со еднонасочниот сообраќај стана збори на последната седница на Советот, на која беше речено дека метежот е преку цел ден, но има и критични периоди кога се јавуваат подолги застои и се создава метеж на сите страни. Токму поради тоа беше упатено прашање до првиот човек на општината дали се размислува за подобрување на состојбата. Дали размислувате, дали постои можност во најскоро време да се доведат сообраќајот на градските улици во ред, односно да биде барем како што беше пред неколку месеци, да речем полуеднонасочно да видат дел од улиците, да се врате од најфреквентните улици да се пуштат во двата правци. Јас ви тврдам од извештаите кои што се дека резултатот е сега подобар. Заради тоа што протокот е, освен во овие критични периоди што ги наброивте и вие, значи кога во периодот кога завршуваат сите целото работно време, имаме закрчување на тие две критични места. Мислам дека со изградбата на кружниот ток кој што ќе треба да се изгради над Кочанска река, ќе се разреши едното од тие прашања, меѓутоа треба да очекуваме дека враќањето назад ќе значи враќање во уште поголем хаос. Димитровски додаде дека треба да се почека на изградбата на споменатиот кружен тек, порачувајќи им на возачите, оти сега имаат 2 слободни ленти на секоја од улиците и потребно е да се променат поранешните навики за возење. Сепак, додека да се реши со нов инфраструктурен сообраќајен зафат, проблемот и понатаму останува актуелен и секојдневен. Со оглед што за изградбата на кружниот тек се потребни средства од околу 700.000 евра, прашање е од каде тие ќе се најдат и колкав период ќе биде потребен додека кружниот тек се изгради.